Ки ви представам една навистина интересна млада дама за која што прочитав дека македонка се нашла на страниците на престижното списание Forbes. Помина некое време и потоа гледам како модни инфлуенсерки, светски модни инфлуенсерки ги носат незините креации. Па потоа прочитав дека нашата поп пејачка Каролина била облечена од Моника Димова, па регионалната звезда Цеца. И одлучив да ви ја представам оваа млада жена која што утринава првото утринско кафе, на мое големо задоволство го пие заедно со нас. Добро утро и добре ни дојде. Добро утро, Елена. Многу ми е драго што сум утрова со вас. Ти благодарам на поканата пред се. Така. Имаш многу ретка приказна и навистина би сакала тој пат до успехот да им го представиме денеска на нашите гледачи. Да. Многу интересни работи во твојата биографија. Да. Иако денес, да речам, веќе и во Македонија, меѓутоа и во светски рамки е познато твоето име, да. Затоа што имаш клиенти во Англија, во Америка, Италија, Франција, па и Саудиска Арабија и така натаму. Меѓутоа, она што е многу интересно за Моника, потекнува од убавото Неготино, еден мал град во Македонија. Меѓутоа, за овој дел од Македонија велат дека секогаш има жени кои што се многу убави и свесни за мода. Па, раскажи ми малку за твоето семејство, за тоа од кого го наследуваш талентот всушност. Да, точно така, јас потекнувам од Неготино. Пред се доаѓам од едно семејство на средени жени. Мајка ми од секогаш важала за една од најдотераните жени во нејзино време, а покрај неа нејзината мајка, мојата баба, важала за една госпоѓа, секогаш средена, секогаш убаво дотерана. Таа и до ден денес знае од нешто старо да направи нешто ново, нешто модерно. Така да ако од некој мислам дека сум наследила желба и некој талент, тоа би било од нив. Значи не е ни чудо што го наоѓаш својот пат во модната индустрија, иако нели не е се секогаш така лесно како што изгледа. Прво основно училиште завршуваш во Неготино. Во Неготино, да. Ако не се лажам, и доаѓаш во Скопје за средно образование, каде што ете така доаѓаш до некое сознание дека сакаш да се занимаваш со мода. Колку имаше поддршка од семејството кога им кажа дека би сакала на модни студии да продолжиш? Да, значи јас уште да почнам со тоа како мала имав афинитети према модата. Како мала дизајнирав, правев колекции нормално на детски начин. Се сеќавам на една креација која ја направив и дадов име Блум, дури и ставив една цена. На колку години? Па некој четврто оделение можеби. Така мала, мајка ми се уште ја чува таа креација. Но меѓутоа со текот на времето некако таа желба ја оставив на страна. Мислев дека тоа не е возможно, бидејќи тука немаше некои школи кои можеа да ме спремат, да ме изградат како моден дизајнер, барем во тоа време. И така, кога се приближив до средно училиште, моите почна да ме спремат за да студирам бизнес и менеджмент. Но тоа не беше нешто... обично мисла дека ете така бизнес, менеджмент е нешто што предпоставувам инвестиција во образование, со иднина. Нешто познато. Додека модниот дизајн не беше толку вообичаено во тоа време. И така, во четврта година, се сеќавам, јас, мајка ми, консултантка во моето средно училиште Нова, разговаравме, баравме факултет, каде јас би студирала, нели, бизнес и менеджмент, и во еден момент консултантката ме праша: Моника, што всушност сакаш ти да студираш? И тогаш мене ми се врати таа желба и таа идеја што имав како мала и кажав моден дизајн. Мајка ми беше во шок во тој момент и се сеќавам дека му се јави на татко ми. Исто и тој беше во шок, некако им беше неприфатливо и се договориле меѓусебно да ми дадат време од една недела да ме разубедат да не го студирам тоа. Но кога видоа дека јас сум убедена и дека дефинитивно тоа е тоа што ќе го студирам, можам да кажам дека ме поддржаа сосема. И што река, сакам да бидам моден дизајнер, велиш? Да. И што вела твојта? Да, дека тоа малце, нели, чудно, невозможно, за нив беше сосема чудно во тој момент кога го кажав. Меѓутоа, не било баш така чудно. Да. Потоа доаѓаш до еден центар, имено станува збор за марангони, мода и се разбира дизајн, еден институт кој што во Италија е, па ќе кажам, еден од најдобрите факултети. Какво е образованието таму? Одлично. Значи, образованието е на многу добро ниво. Сепак да живееш... Што се учи на факултет за мода? Се.
Значи, почнуваме од цртање до кроење, до шиење, Дали до претходно бизнес и нешто имаше менаџмент. скруено во животот? Дали Не. нешто имаше... Не. Значи, одиш со никакво Не, Јас немав познавање? никакво познавање, никакво искуство, единствено имав некој мал курс по цртање и нормално на факултетот бевме измешани студенти, имаше студенти со поголемо искуство кои веќе завршиле еден факултет или некои курсеви, некои со помало искуство и така, ние секој за себе, сами се снаоѓавме. И кажи ми, како со машината за шиење се справи, како почнаа тие, да речам, први часови? Да. Морам да спомнам тука дека кога отидов нели да студирам и да живеам во Милано, ја земав машината за шиење од баба ми, багат, тоа се едни стари машини кои верувам дека сите семејства порано имале по една машина дома. Ама на која не знаеш да шиеш? На која не, стварно не знаев, да, немав никакво искуство и сето тоа го научив, беше тешко на почетокот. Се сеќаваш ли на имав првиот момент предизвици. кога седнуваш пред машината за шиење и треба да направиш нешто за на школа? Да, имав така некои потешкоти на почетокот. Да, убаво се сеќавам на тоа. Меѓутоа, ете, со текот на времето, заради образованието, полека сите, исто и јас, научивме како да се справиме со тоа и како да шиеме, како да кроиме, како да развиваме колекции и така натаму. Денес претпоставувам дека си одлична, дека знаеш, затоа што нели вела дека модните дизајнери покрај тоа што креираат, дека се совршени во тој домен. Тоа е многу важно да си спремен на секое поле, да знаеш како се изработува се. Така, нам ни изгледува твоја приказна како модна бајка, затоа што понатаму има и навистина интересен развоен пат, меѓутоа, како теча студиите? Дали тој моден свет во Италија е бајка или многу работа, пот, солзи, трудба, сето тоа? Добро, нормално дека нема ништо лесно и нема ништо едноставно. Да живееш во Милано, во центарот на модата, пружи многу прилики, но и тие прилики, значи мора да се научи човек да биде снаодлив во тој момент. Јас сум имала прилика да присуствувам во бекстејдж на модни ревии, да помагам во организацијата. На кои креатори, Моника, од познатива креатори, така? Во бекстејдж сум била на Дизел, на Филип Лейн и уште неколку помалку познати дизајнери. Додека сум присуствувала, значи, како гостин на модни ревии како Dior, исто Филип Лейн, Дискуерт, Елизабета Франки, која е доста позната овде во нашите простори. Сето тоа ми помогнало да разберам како функционира, кои се потешкотиите, како се организира една модна ревија и така натаму. Како изгледа еден бекстејдж, да кажам, на еден ваков моден дизајнер? Колку што знам, вие студентите во зад сцената, еве да се изразам како што треба македонски на нашиот јазик, зад сцената ги облекувате моделите, така? Да. Значи за секој модел имаше, да се знаеше точно што треба да носи, во што треба да се пресоблече и ние помагавме во сето. И тоа мора да биде совршено, затоа што е таа машинерија која што не признава пораз. По тој редослед, брзо и совршено. Да. Си имала прилика исто така и да работиш за сцената со познати модни имиња. Да. Како го печеше занаетот? Имаше ли можеби некоја случка, нешто пријатно, нешто непријатно во сето тоа низ годините? Да, сум имала доста пријатни и непријатни прилики. Тоа ми изградило како личност. Сум научила како да бидам снаодлива во тие моменти. Така да. Интересно е дека си многу амбициозна, посебно и во тие години, и не седиш, како велат, со скрстени раце, туку без разлика што и модби на твоите родители да работат бизнес и менеджмент со тебе, одлучи ти таму сама дел од студиите да си покриваш, да не дозволиш да биде тоа само на терет на твоите родители. Работеше се што можеше да ти се приушти во Милано како прилика? Да, јас сум од секогаш сум била многу амбициозна личност, израсната сум во фамилија на успешна фамилија, кој моите родители изградиле сами, значи без ништо изградиле нешто свое, така да јас цел живот сум ги гледала, сум се инспирирала од мајка ми и од татко ми, од секогаш знаев дека јас сум човек што ќе направи нешто свое. Така да имам, пред да официјално нели да го креирам мојот бренд, во Милано работев на различни места, добивав искуство и тоа ми помогна да станам една одговорна личност. И сега се најде на страниците на Forbes, не знам дали гледачите имаа можност да видат дел од таа страница.
Тоа е престижно деловно списание и јас гледам таму Моника Димова со свој модел. Како се почувствува кога виде таму? Всушност и нивина јавуваат дека ќе се најдеш на деловното списание Forbes на страниците, туку едноставно го гледаш своето име. Да, јас стварно не знаев за тоа. Еден од моите соработници ми го прати таа статија на мејл и јас стварно не бев свесна за тоа и во тој момент бев премногу изненадана, премногу среќна и горда. И добивав многу пофалби во тој момент. Така да за мене тоа беше еден огромен успех во тој момент. Нормално сега се стремим и кон нови успеси. Дали е тоа единствено списание каде што странско и така престижно списание каде што се нашло твоето име или има и други? Да, пред некое време моите креации беа објавени во Космополитен во Саудиска Арабија. Така тоа беше еден поголем успех за мене. И сега, она што е интересно многу и нашите, да кажам, звезди, не само и од Македонија, и од регионот сакаат да бидат обличени во твоите креации. За соработката со Каролина. Неколку пати досега носела твои креации. Со Каролина соработката секогаш ми била прекрасна и ми било секогаш огромно задоволство, и ако сум сакала некој од македонската сцена да го облечам, тоа дефинитивно била Каролина. Секогаш изгледала прекрасно кога ги носела моите креации, таа е многу елегантна и префината и мојот стил на креации мислам дека премногу одговара со тоа каква жена е Каролина. Нормално дека планираме уште многу соработки заедно. После неа една друга омилена соработка ми била со Цеца Режнатовиќ. Регионална звезда која што мислам јас за неа и буквално кога сум слушала и така, многу ми нели вела дека кога станува збор за фолк естрадата, незиното име секогаш прво, заедно со на Лепа Брена, ако веќе се навраќаме низ годините. И како воопшто дојде да соработуваш со Цеца? Па вака, имав прилика да соработувам со продавници во Белград. Во еден момент нејзината стилистка поминала во една од тие продавници, ги видела моите креации, многу и се свиѓали, таа самата ме контактира за да изработиме нешто заедно за Цеца. И што вели, што сака Цеца да носи? Да, па пред се прво желбата нејзина беше да носи некој нормално фустан, како што најчесто таа носи, но гледајќи ги моите креации, таа колекција во тој момент, заедно одлучивме да Цеца да носи еден комплет на широки панталони со корсет во една специфична јака силна боја и можам да кажам дека изгледаше прекрасно. Дали може би некој коментар доби од таа звезда дека твојата креација се допаднала и слично? Да. И сега, нели, најчесто животот ние што си го креираме, си замислуваме и така натаму, меѓутоа се случува се, па така и короната се случи, значи се враќаш од Милано. Одлучуваш и покрај тоа што таму ќе забележам си имала успешни бизнис релации, одлучуваш сепак да не бидеш во Милано, да се вратиш во Македонија и тука да имаш своја собствен бренд со твои лични креации, тука да креираш, да се посветиш само на мода, бидејќи тоа не беше толку дел од модниот свет. И доаѓа короната. Значи се случува, како што веќе реков, како се справуваш во короната? Сите бизнеси беа погодени, а што станува збор за малите бизнеси, претпоставувам дека и биле на најголем удар. Да, точно. Јас само што ја објавив мојата... Те разочара ли тоа и така? Си речели како можеше баш сега да се случи, да бидеш, да кажам, во некоја ментална стагнација или сепак продолжуваш напред? Добро, да бидам искрена, како и секој еден, и јас бев на моменти разочарана. Имав моменти кога бев повеќе разочарана, имав моменти кога бев со повеќе ентузијазам, дека ова ќе помине, размислував како да се подобрам. Јас првата колекција ја објавив една недела пред да официјално да почне короната. И нормално дека за мене тоа беше еден огромен удар, нели? Јас бев возбудена, сето тоа го спремав долго време. Почна короната и така, но значи успеавме да излеземе од сето тоа. Размислував како, што би направила следно, како би се подобрила, што би направила и така натаму. Уште една работа што ми се допаѓа и ме изненади е тоа што организираш модни ревии и во Европа. Една таква се случи веќе во Париз. Па како изгледа кога? Затоа што Милано, Париз се навистина светски модни центри за кои што и не знам дали има простор за имиња од нашата модна сцена, ама има.
нормално дека има за секој. Какво беше твоето чувство кога се најде таму во Париз? Прекрасно. Прекрасно, тоа беше за мене една прекрасна прилика и моја прва ревија. Не само во Париз, туку генерално моја прва ревија. Искуството и фидбекот беше прекрасен. После ревијата добив премногу коментари и огромен интерес од француската публика. Така да јас сум многу задоволна со тоа, како помина се. Имаш ли некои планови или за плановите не сакаш да зборуваш? Јас колку што знам, и еве не би сакала нели да откривам ништо и така натаму, меѓутоа и во преговори си со други светски звезди да носат твои креации, тешко ли се доаѓа до нив? Мислам дека секој си има сопствен пат во овој живот. За некој можеби нешто ќе се случи полесно, за некој потешко. Не можам да кажам дали тешко се стигнува. Ете, јас со мојата работа, јас од самиот почеток се борам не само на македонската сцена, туку и на светска сцена. Клиенти најчесто имам од Саудиска Арабија, од Америка, од Емиратите, така да и конкуренцијата е, може нели да признаеме дека е огромна, бидејќи има доста успешни дизајнери во овој свет. Да се стигне до една светска звезда нормално не е лесно, но кога ќе се поклопат некои прилики, кога ќе те препознаат, и тоа е возможно. Мислам дека за секој, За крај, она што сакам да ни го кажеш е каква е твојата жена? Што е она кога креираш, кога создаваш? Што е она што го имаш во главата како представа? Како треба да изгледа една жена на Моника Димова? Од секогаш сум знаела дека моите креации ќе бидат елегантни, со една безвременска елеганција. Кога креирам нешто, јас најискрено се замислувам самата себе, јас како дизајнер, што јас би носела и како би сакала да изгледам во одредена прилика. И кога правам колекција и кога креирам нешто, знам дека ако јас можам да се видам со таа креација, да ја носам некаде, тогаш таа креација е успешна. Јас многу ти благодарам за денешното гостување. Ми беше чест што ни дојде во Ја сакам Македонија и што ете ни долови малку и можност да видиме како изгледа и таа светска модна сцена до која што веќе стигна. Ти посакувам многу успех. Ти благодарам многу, Елена. Многу ми беше драго што сум утринава со вас.